Ке бидеме приморани да поднесеме претставка до судскиот совет заради непостапувањето по нашата жалба. Ова стои во ургенцијата и тоа четврта поред, што семејството на началникот Душко Лазаров, кој по грешка на судот повторно е зад притворските решетки, ја испрати до Врховниот суд. До каде е предметот за началникот? Дали го побарале предметот од апелација и зошто досега не постапиле по жалбата која е испратена до нив? Ова се прашањата и на Алфа, која се уште чека одговор од Врховен. Во последната ургенција, семејството бара од судот итно да одговори, ако не ќе реагираат до советот, за работењето на виде-претседателот на Врховен, Фаик Арслани. Ке бидеме приморани да поднесеме жалба до Европскиот суд за човекови права поради повреда на членот 5.3 од Европската конвенција за заштита на човековите права, согласно која секое лице, уапсено или притворено според одредбите на став 1в од овој член, мора веднаш да биде изведено пред судија или друго судско лице, со закон овластено да врши судска власт и да има право на судење во разумен рок или на пуштање на слобода во текот на судската постапка. Лазарови предупредуваат, ако Врховен не си ја врши работата, ќе бидат известени и амбасадите на САД, Франција, Германија, Холандија и Шведска. По неколкократните објави на Алфа, изгледа предметот конечно мрдна од мртва точка. Според наши извори, отворена е постапка за него во Врховен, но кога ќе се одлучува не се знае. Иако Алфа пред 10 дена побара одговори од Врховниот суд, одговор не даваат, а молчат и од апелација, според кој член од законот за кривична постапка, токму овој суд му ја укина гаранцијата од 800.000 евра во недвижен имот на Лазаров, кој доби 15 години затвор за настаните од 27 април, а сега повторно е во притвор. Токму укинатата гаранција во март го врати за решетките во Шутка, затворот каде почна неговата голгота пред 2 години. Потоа, откако гарантираа неговите блиски роднини со недвижен имот, Лазаров се бранеше од слобода се до март, кога повторно беше однесен во притворската келија. По која основа е укината гаранцијата на началникот? Од апелација нема одговор. Инаку, началникот со високо реноме во МВР доби 15 години затвор за настаните во собранието.